Градоначалникот Никол Чилиев денеска им беше домаќин на представниците на швајцарската амбасада со цел гостите да го запознаат со проектите што ги реализираат на локално и на регионално ниво. На оваа прва средба беа разменети информации за проектната организација и за функционирањето на проектот за третман на отпадните води и на неговите компоненти, моментно како еден од најголемите финансиран од Швајцарија. Представниците на амбасадата разговараа и за утврдувањето на новите тарифи за водни услуги, барање поднесено од комуналното јавно предпријатие Водовод, кое што се наоѓа пред регулаторната комисија. Градоначалникот Илиев оцени дека и најмалата промена на цената на водните услуги ќе најде на реакција кај потрошувачите, бидејќи дополнително ќе го оптовари нивниот буџет. Илиев истакна дека изградбата на пречистителната станица е проект на идните генерации, но тешко е на луѓето да им се зборува за иднината кога имаат лоша сегашност. Сепак за доброто на идните генерации, тој ја нагласи целосната поддршка во реализација и се заблагодари за капиталниот проект поддржан од народот на Швајцарија. Целта на посетата беше да се сретнеме со новиот градоначалник, да му го представиме проектот за изградба на пречистителната станица за отпадни води и да ги договориме следните чекори за овој проект. Многу сум задоволен што се сретнавме со човек кој што е многу мотивиран да ги подобри условите за живот на сите граѓани во Кочани, а токму една таква инспиративна личност е и потребна за да реализираме еден ваков. Швајцарија го посетија градилиштето во Мојанци, каде утврдија дека пречистителната станица се гради според предвидената динамика, а паралелно тече и изградбата на главниот колектор, кој што ќе ја одведе отпадната вода од градот до станицата. Ако работите се одвиваат според планот, до крајот на 2018 година пречистителната станица ќе биде пуштена во работа. Средбата со представниците на амбасадата на Швајцарија, градоначалникот Илиев ја искористи да разговара и за едните можни проекти, како што се развојот на Пониква како ски центар и искористувањето на геотермалните води за Бајански центар.